Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 минути од емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Западен Балкан добива 6 милиарди евра од Европската Унија. Од нив 4 милиарди се поволни заеми. Годишно од Македонија заминуваат 250 лекари. За свое останување бараат подобри услови од државата. Во Тетово се одржа панихида за 57 македонци убиени од фашистичките војници во селото Ранци во егејскиот дел на Македонија. Забележан рис кај местноста Лешница на Шарпланина. Нападната новинарска екипа на митингот на ВМРО ДПМН на првиот ден од кампањата. Сдруженијето на новинарите го осуди инцидентот. Од ВМРО ДПМН реагираат на можни уфрлени провокатори. А на самиот почеток информацијата дека црковниот одбор од село Јелошник ги поканува верниците на одбележување на христијанскиот празник Благовештение, Благоец на 7 април во недела. Водосвет и прекршување на кумските лебови ќе започне во 8 часот, а потоа традиционално ќе се тргне во местноста Викана Црквиче, информираат од црковниот одбор. Оттаму воедно известуваат дека целосно е реновирана трпезаријата, освен плочки, и ги повикуваат верниците да донираат средства за обнова и на црквата Пресвета Богородица. Упатуваме апел до сите кои се во можност да помогнат за прибирање средства да отпочнеме со реставрација на црквата, за која веќе е изготвен конзерваторски проект, кој ќе биде истакнат во црквата на денот, за да можат сите да бидат упатени, информираат од црковниот одбор од село Јелошник.
naša umava, pesma baš makedonska. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го поздрави политичкиот договор што е постигнат во Европскиот парламент и Советот на Европската унија за инструментот за реформи и раст на Западен Балкан во износ од 6 милиарди евра и потенцираше дека проширувањето на Унијата е геостратешки приоритет. Сакаме побрзо да го доближиме Западен Балкан до Унијата, а договорената инвестиција од 6 милиарди евра е клучен чекор во таа насока. Комбинирајќи ја зголемената финансиска помош и реформите, тоа ќе го забрза напредокот на нашите партнери од Западен Балкан и нивниот пат кон Европската Унија. Ќе поттикне нивната економска конвергенција и подобро ќе ги интегрира во нашиот единствен пазар, се вели во писмената изјава на фон дер Лајен. Вкупниот износ на средства за периодот од 2024 до 2027 година е 6 милиарди евра, од кои 2 милиарди се грантови, а 4 милиарди се исклучиво поволни заеми. Најмалку половина од вкупната сума ќе биде распределена преку инвестициската рамка за Западен Балкан и ќе ги поддржи инфраструктурните инвестиции, вклучувајќи транспорт, енергија, зелена и дигитална транзиција, а остатокот ќе биде директна поддршка за државните буџети. Средствата ќе се расподелуваат 2 пати годишно врз основа на барањата на партнерите од Западен Балкан, по верификација на Европската комисија и потврда дека се исполнети сите релевантни услови поврзани со микрофинансиската стабилност, доброто управување со јавните финансии, транспарентноста и буџетскиот надзор. Доколку некои услови не се исполнети, комисијата може делумно или целосно да ги прекине плаќањата. По ваквото суспендирање и во случај државата да не ги исполни соодветните услови за време на грејс периодот од 1 година или 2 години во првата година од спроведувањето, суспендираниот износ ќе се повлече и ќе може да се прерасподели на други корисници. Политичкиот договор постигнат денес е предмет на формално одобрување од страна на Европскиот парламент и Советот на Европската унија, а регулативата за Фондот за реформи и раст на Западен Балкан ќе стапи на сила следниот ден по низиното објавување во службениот гласник на Европската унија. Ne se oženi, slušni me majko stara, toj druga ne
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Сдруженијето на новинарите на Македонија го осудува агресивниот однос и вербалните закани кон новинарката Елизабета Дамјановска и незиниот колега снимател од телевизијата 24, кој се случил за време на вчерашниот партиски митинг на ВМРО ДПМН пред владата од страна на непознато лице. Сдруженијето бара од политичката партија ВМРО ДПМН, како и од останатите учесници во изборната кампања, да го осудат нападот кон колегата од телевизија 24 и вакви инциденти да не се повторуваат. Според изјавата на колегите од телевизија 24 за време на синочешниот прв партиски митинг на опозицијската партија ВМРО ДПМН пред владата во Скопје, од страна на агресивно лице имало непријатен инцидент кој ја загрозил безбедноста на колешката Дамјановска и на снимателот од телевизијата 24. Лицето најпрво започнало да ја навредува и омаловажува телевизиската екипа, упатувајќи погрдни зборови и пцовки општо за сите новинари, а потоа ова ескалирало и со закани кон нив, со што предизвикало чувство на страф и несигурност, информираат од Сдруженијето. Сдруженијето на новинарите на Македонија потсетува дека новинарите имаат својство на службени лица и дека нападот кон новинар или медиумски работник при вршење на професионални задачи е кривично дело кое се казнува со казна затвор. Освен ова, укажуваме дека агресивниот говор и говорот на омраза кон новинари може да предизвика дела од омраза, со што дополнително може да се загрози безбедноста на новинарите, а со тоа и правото на информирање на граѓаните да примаат информации за важни општествени процеси, пишува во соопштението на Сдруженијето на новинари на Македонија. Pusta pečalba, nije imam letovo da se oženam. Kegi viknam mojite stari drugari i dverala svirači da se svatovi. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po penđeri, da vam ušte jedna trojta u
usna medna da me pozdravi. Dava medna lira, samo da ti sirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Život ergenski, kade son me navali, tamo zaspi si. U to vreme pomina kako godina, sakam da se za doma deca da izgledam. Dava medna lira, samo da ti svira baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Dava medna lira, samo da ti svira baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Samo da ti svira baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Dava medna lira, samo da ti svira baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Инцидентот што го посочи Сдруженијето на новинарите на Македонија не е забележан ниту создаден од лица кои се организатори на илјадниот митинг, реагираат од ВМРО-ДПМН. Жалиме за навредите кон новинарската екипа на ТВ24 Вести и го осудуваме однесувањето на поединецот кој упатил навреди. Истовремено укажуваме и на атмосферата во која власта, СДСМ и Ковачевски започнаа хајка против медиуми и оттука и на можноста за уфрлени провокатори за предизвикување инцидент на првиот народен собир на ВМРО-ДПМН со импозантна посетеност, се наведува во одговорот на оваа политичка партија. Оттаму додаваат дека остануваат на линија на одбрана на професионалните медиумски стандарди и во заштита на медиумските работници во интерес на вистината, на јавноста и во интерес на напредувањето на Македонија. Слободата на медиумите и обезбедувањето простор за вистинско и точно информирање се врвот на една демократија, но и показател за степенот на демократскиот амбиент во државата. Тоа особено важи за време на избори, кога од работата на медиумите се оценува и процесот на изборите. ВМРО-ДПМН го осудува секое спречување на медиумите во нивната работа со физичко или вербално спречување или заплашување на новинарските екипи, се додава во одговорот на ВМРО-ДПМН. Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија во Тетово организираше помен панихида по повод 80 години од масакрот во селото Ранци, Калјарско, каде свирепо се убиени речиси 100 луѓе во текот на март 1944 година. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи, тројца свештеници одржаа помен за 57 мажи, жени и деца, чии имиња се познати дека се убиени само на 28 март 1944 година од тогашната монархо-фашистичка војска на Грција и германската армија присутна во тој дел од државата.
Во своето пригодно обраќање за случувањата во Ранци, универзитетскиот професор Михајло Марковиќ потсети дека 3 пати во текот на март грчките и германските војници убиле речиси стотина македонци, а најголемиот масакар се случил на 28 март. Село Ранци представува символ на храброста поради револуционарниот дух што го имаме, а тоа можеме да го видиме и кај нивните потомци денес, дека и покрај 80 години од крволочните напади се уште достоинствено се штити македонскиот идентитет. Селото Ранци е 3 пати пустошено, а на 8 март, како предупредување, грчки генерал убива 8 луѓе и зема 28 заложници. По само 4 дена решава да го запали селото, но ранчани со помош на партизаните успеваат да побегнат. Грчката војска пали неколку куќи и ограбува се што може во селото. По неколку дена ранчани се вратиле во селото, сметајќи дека нема толкав крвник и душман кој би дошол по трет пат. Пократко на 28 март со помош на германски тенкови со неколку дивизии грчката армија влегува во селото во приквечерје и удира на голиот народ со сето оружје кое го има. Ранчани дигаат бели знамиња, но не молат за својот живот, туку молат за животот на децата и жените. Но грчкиот генерал Пулас рекол не. За жените оган, за мажите куршум. Таму се убиени повеќе од 50 лица и обесчестени многу девојки. Такво крвничко зло не е видено, истакна во пригодно обраќање универзитетскиот професор Михајло Марковиќ. Александар Јаневски, председател на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, во обраќањето потсети и на страдањата на македонците кои се случиле потоа при граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година. Само во окрузите Костурски, Лерински, Воденски и Солунски, во редовите на ослободителните движења, беа организирани околу 90.000 македонци. Во ударните единици на Елас учествуваа околу 6.000 борци, а во редовите на резервниот Елас повеќе од 7.000. Само во македонските единици, вклучувајќи ја тука и првата ударна бригада, учествуваа 1700 македонци. Во борбите се убиени преку 3000 македонци и изгорени 4094 куќи. Во концентрационите логори беа одвлечени 4150 мажи и жени и уништени имоти на 38 села и градови. Прво место на списокот на жртвите имаат големите македонски села Катраница со 380 жртви, Ранци, Нестрам, Влахоклисура со преку 200 жртви, Граматиково, Ениче Вардар со преку 100 жртви, како и селата Ноте, Лугунци и Ламница во Магленско, додека во логорите Павло Смелас во Солун, во Кардица и Волос, на сувите острови Ајстратис и по други места, најубави и најсветли страници од заедничката борба на грчкиот и македонскиот народ со својата крв ја испишаа илјадници најдобри синови на македонскиот народ, истакна Јаневски. Настанот го организираше Трајче Карапетров, председателот на Тетовското здружение на македонците од Егејскиот дел на Македонија, по потекло токму од Ранци. Во Тетово живеат голем број на потомци на жителите на Ранци. Ергенскиот живот брзо си заминува, каде оди там не води се потрошува. Скоро сме во друго време, брак на брата е. Моите другари се срекни, се ожениле. Čuva denino, koga milost imame, srećno ke žive.
ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Desna raka davaš, jaske da dam se, zemi prsten da se znaje, ke se zemi me. So tebe jaske ja delam sudbinata, srekna zvezda da ne vodi moj dninata. Majka, tatko moj tvoji ke se radovat, koga vnučinjavo kukja Bog ke daru. Angelčinjata, ljubov ta je sila moj, te ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila moj, te ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Marketing, sonce od tvojte руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
što mi stopuva. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema parica mladih ljubeni so takva. Ljubav golema. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата љубавина. Како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене. Нема парица млади влюбени со таква. Љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата љубавина. Како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене. Нема парица млади влюбени со таква. Љубов голема со таква. Љубов голема. Македонија. Македонија. За 3 децении тројно е намален бројот на лекари. Ако во почетокот на 90-тите години имало 18.000, сега има 6. Тоа се должи на одливот на здравствените работници, каде според проценките годишно заминуваат 200 до 250 лекари, вели председателот на Македонското лекарско друштво, доктор Горан Димитров. Низ годините бројката на лекари варирала, можам да кажам, еден просек од минатиот век до сега. Бројката која била на почетокот на 20-тиот век од 60 лекари, која нараснала во 1990-та на 18.000, сега се движи помеѓу 6 и 7.000 лекари кои се медицински доктори. Тука не ги вбројуваме фармацевтите и стоматолозите, вели доктор Димитров.
За да се задржи кадарот, нагласи тој, потребно е да се направи добра регионализација, да им се обезбедат подобри услови за специјализација, за унапредување, за брзо вработување, со стипендии, уште додека учат медицина и да им се почитуваат желбите и визиите кои ги имаат младите луѓе во струката. Naši
На средба на граѓаните со градоначалникот на Тетово Билјал Касами и неговите соработници се разговараше како да се најдат решенија за проблематичните сметки за вода и смет. Тоа што се наплаќа собирање на смет по метар квадратен е најголемиот проблем поради собственоста на имотите, рекоа граѓаните. Касами вели дека нема да се менува методологијата која според него се практикува во сите други градови. Квадратите не прават ѓубре, прават живите луѓе. Некој има голема куќа, му останало наследство, ама живеат двајца. Некаде живеат 12 луѓе и треба да платат повеќе, истакнуваат тетовци. Ни најави градоначалникот дека ќе се плаќа во сметките по 7 кубици вода. Сега ми дојде 30 тони вода, тоа е олимписки базен и двајца луѓе не можат да го потрошат. Да се средат депониите со контейнери, да се засили чистотата, се создаваат цели депонии. Градот се чистеше со цистерни. Сум за да платиме, ама не сум задоволен, реагира жителот Тетово. Се уште нема канцеларија во зградата на општина Тетово каде може да се поднесат представки и пријави за неправилности во комуналните сметки, која беше најавена од понеделникот, се пожалија тетовчани. Не е реално и не е фер. Вчера бев во Палчиште, ги пишале луѓето од по 100 години да плаќаат, вели еден тетовчанец. Градоначалникот Билјал Касами изјави дека еден по еден ги слушал сите граѓани во салата на Советот на општина Тетово. Во делот на собственоста на граѓаните имаше поплаки, нереални површини за живење. Катастарот не е ажуриран. Од понеделник во општина Тетово и во јавното комунално предпријатие ќе има шалтери освен во Палчиште да ги пријават и проблемите, повторно најави Касами. Тој потсети дека ќе има фиксни цени за вода до крајот на годината, до кога очекува да се постават и водомери, реално да се плаќа потрошувачката на вода. Методологијата за собирање на смет по метар квадратен во домаќинството нема да се менува. Таа методологија е и во другите градови, не ја измисливме ние. Иако не е наисправна, сигурно е поправедна затоа што се предпоставува дека тие што имаат повеќе простор за живење, дека и тие се побогати. Ако се побогати, треба да создаваат и повеќе отпад. Свесни сме дека тоа не е наисправно, но има и во 100 квадрати 10 луѓе. Вака побогати ќе плаќаат повеќе, смета Касами. Градоначалникот со апел до граѓаните да ги плаќаат сметките, зашто најниската наплата ги остава вработените во комуналните предпријатија без плата. Nadevaj se na ljubov, ti ubavice, pepel
a i gradovi. Begaj, begaj, begaj ti od mene, čovek su što srce ke ti zeme. Begaj ženo s očina crna, tvoj su bili trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme, rani zori vetrotke me zeme. Begaj ženo s lice od svila, žeškalama sum za tvojite krilja. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Lična
lele do zori. Dojde vreme kjerko, ti zvezdo majkina, od doma sok snet mi zamina. Da si imaš sloga i mnogo dečinja, kako što te gledav da gi izgledaš. Tapan grni zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grni oro se viori, čak pesni lele do zori. Ajde stani majko, te čeka oroto, ednaš ti se maši, majko će doto. Ajde stani majko, i suzi izbriši, zlatno momče kjerka si posvrši. Tapan grni zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grni oro se viori, čak pesni lele do zori. Tapan grni zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grni oro se viori, čak pesni lele do zori. Пред самиот крај на емисијата еве и една занимливост. Реткото диво животно балкански рис кој се бори за опстанок е забележано преку видеоснимка од вработените во Националниот парк Шарпланина кај местноста Лешница. Воспоставеното следење на дивите животни со фотозамки од почетокот на годината ни даде одлични првични резултати. На последното видео ни донесе и солзи радосници. Возбудени сме да ја споделиме информацијата дека го потврдивме неговото присуство во срцето на Шарпланина, во Лешница. Балканскиот рис е предатор и е исклучително ретко диво животно. Тој е еден од избраните клучни видови и е добар индикатор за здравствената состојба на екосистемот, велат од Националниот парк Шарпланина. Локалитетот Лешница е посебен предел поради своите бројни вредности, а потврда дека и живеалиште на рисот е дополнителен аргумент дека заслужува посебен третман, потенцираат од оваа установа. Националниот парк без мали хидроцентрали, почитување на режимот за движење со моторни возила, без било какви други негативни човекови влијанија и други недозволени активности. Присуството на рисот во срцето на шара е потврда дека насоките на управување се добро поставени и со ова би сакале да изразиме благодарност до ренџерската служба, стручниот колегиум и до научниот совет на институцијата, до колегите од секторот за природа и до главните поддржувачи во напорите да се заштитат уникатните вредности на Шарпланина.
Pont и Global Conservation велат од установата. Балканскиот рис е национално обележје на Македонија. Го има и на монетата од 5 денари, како и на логото на Националниот парк Шарпланина. Lele kolku taga bradi mi se sobrala, kolku verba i ja svo nego, a toj me prelaga. Kolku verba i ja svo nego, a toj me prelaga. Ličene majko, ličene, jedinec meraka najgolem, bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Ličene majko, ličene, jedinec meraka najgolem, bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Da znае дека душа кај него останам. Да чуе взори молам да го сољубам. Да чуе взори молам да го сољубам. Личене мајко, личене, единец мерак најголем, безден стои мила majče, dejan pred mene. Ličene majko, ličene, jedinec merak najgolem, bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Една река уште тече и не секнува. Една звезда уште свети и не згаснува. Мојта песна уште трае, срце ранува. Личене мајко, личене, единец мерак најголем, безден стои mila majče, dejan pred mene. Ličene majko, ličene, jedinec merak najgolem, bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Moje oči si go gledat tuka do mene.
И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А за крај во катчето за најмладите, приказната Птицата најденка од браќата Грим. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим. Птицата најденка. Си беше еден шумар и често одеше на лов в шума. Кога еднаш стигна во шумата, слушна цимкање, како да плаче некое мало дете. Отиде кај местото од каде што се слушаше плачењето и виде едно високо стебло, а на неговиот врв едно мало дете. Всушност, под тоа стебло беше заспала една мајка со своето дете. А некоја птица грабливка, кога го видела детето во мајчиниот скут, слегла, го зела во клунот детето и го ставила на врвот од стеблото. Шумарот се качи горе, го сипна детето и си помисли: ќе го однесам дете во дома и ќе го одгледам заедно со моето ленче. И така тој го однесе детето дома, а двете дечиња заедно растеа. Бидејќи го најде на дрво, а некоја птица го грабнала, детето го нарекоа Птица најденка. Децата многу се засакаа и кога не ќе се видеа, тагуваа едно за друго. Шумарот имаше една стара готвачка. Една вечер старата готвачка зеде две кобриња и тргна да носи вода. Таа неколку пати отиде до кладенецот и се врати. Кога Ленче го виде тоа, ја запраша готвачката: "Слушај, стара Солзо, зошто ти е толку вода?" "Ако никому не му кажеш, ќе ти кажам," одговори готвачката. Па кога Ленче и даде збор, таа ја продолжи: "Утре взори, кога шумарот ќе замине на лов, ќе ја сврелам водата и во неа ќе ја ставам птицата најденка и ќе ја сварам." Рано изутрината шумарот отиде на лов, а децата уште лежеа во постела. Кога се разбуди Ленче и рече на птицата најденка: "Ако ти мене не ме напушташ, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," се согласи птицата најденка. "Би сакала само нешто да ти кажам," продолжи Ленче. "Старата Солза синоќа донесе многу коплиња вода. Па јас ја прашав: зошто е толку вода, а таја ми рече дека ќе ми каже ако никому ништо не му кажува. Јас си ветив дека не кажувам никому и таја ми шепна: утре изутрина, кога татко ти ќе биде на лов, ќе сврелиме еден котел со вода, во него ќе ја фрлиме птицата најденка и ќе ја сварибе. Но ние," продолжи Ленчето, "ќе станеме порано, ќе се облечеме и заедно ќе избегаме." Обете деца станаа на брзина, се облекоа и избегаа. Кога водата започна да врие, готвачката појде во детската соба за да ја земе птицата најденка и да ја фрли во котелот. Но кога влезе во собата, обете постели ги најде празни, па таја многу се уплаши и се рече во себе си: "Што ли да му кажам на шумарот кога ќе дојде дома и ќе види дека ги нема децата? Веднаш понив да ги фатиме." Готвачката испрати по децата тројца момци за да ги стигнат и да ги вратат дома. Децата седеа пред шумата кога ги видоа тројцата момоци како брзаат. Тогаш Ленче и рече на птицата најденка: "Ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," одговори најденка. "Ти биди китка, а јас ке бидам ружа во неа." Кога тројцата момоци стигнаа кај шумата, не најдоа ништо друго, освен една китка и ружа во неа. Од децата немаше ни трага, ни глас. "Не можеме ништо," помислија момоците. Тие се вратија дома и јавија на готвачката дека не виделе ништо друго, освен една китка и во неа ружа. "О, глупаци никакви," ги искара готвачката. "Требаше да ја пресечете китката, ружата да ја откинете и дома да ја донесете. Одете веднаш и сторете го тоа што ви го велам."
Момоците втор пат поитаа да ги бараат децата. Кога децата оддалеку ги видоа дека доаѓаат момоците, ленчето рече: "Птицо најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," одговори најденка. "Ти биди црква, а јас ке бидам круна во неа." Кога дојдоа момоците, не најдоа ништо, освен една црква и круна во неа. "Што да правиме овде? Да си одиме дома," рекоа момоците меѓу себе. Кога дојдоа дома, ги запраша готвачката дали најдоа нешто, па кога и одговорија дека не видоа ништо освен една црква и една круна во неа, таа почна пак да ги кара: "Будалишта едни, зошто црквата не ја урнавте и круната не ја донесовте дома?" И налутена заедно со момоците, и таа тргна по децата. Децата, меѓутоа, оддалеку ги видоа тројцата момоци и готвачката која цупкаше по нив. "Птицо најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," одговори птицата најденка. "Ти биди рибник, а јас ке бидам пајка во него." Кога готвачката стигна и го виде рибникот, се наведна и сакаше да го испие. Тогаш дојде пајката, ја фати со клунот за глава и ја повлече готвачката во водата. Старата вештерка се удави, а децата весели се вратија дома и ако не умреле, тогаш тие се живи и ден денеска. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.